Кога ве чеша десната рака, според народните верувања, значи дека ќе давате пари, а кога левата, значи дека ќе земете. Старите верувања денеска некого ќе се најдат на практика, па оние што веруваат велат дека тоа некогаш знае да биде вистина. Десната дека ќе дадеш, а левата дека ќе земеш. Зашо е тоа така? Дали со десна секој се дава? Да ти кажем, не сум толку побожна и не ги толку тумачам тия работи. Искрено. Сега ме чеше ни една не ме чеше в момента. Добро сега, така дойде времето. Секој сака да земе, а никој не ќе да даде. Левата ли, десната ли? Да даваме левата, која? Ојде илидарката. Аз што купиме ништо. Одека знам. Левата ли, десната ли, одека знам. Ке даваш пари, а левата дека ќе зимаш. Оти нели со десната даваш, а со левата земаш. Секогаш така? Да. Давање пари. А левата? Земање. А верувате ли со такви работи? Случували ви се? Има ли ви случаи? Не, тоа се пагански обичаи нешто. Ова беше толкувањето според дел од анкетираните. Друг дел не веруваат, а трети пак денес се запознаа со ваквото толкување. Не знам. Некој викат ќе земеш пари, некој што нема да земеш. Немам поима, дечко, немам поима. Верувањето ли? 90% не верувам никој ти. Суеверието вели дека чешањето е поврзано со пари во зависност од тоа која дланка ве чеша, дали левата или десната. Вие ќе добиете или ќе изгубете пари. Доколку ве чеша левата дланка, тогаш ќе добиете пари, додека пак чешањето на десната дланка представува трошок.